Вистинскиот проблем не е тоа што имаме CO2, туку немаме као да, точно, тоа е оно што мислам, не дека нема карбон диоксид, но немаме креативно општество и тоа е вистински проблем. Излегува дека, извинете, нашиот мозок е веќе толку вкоренет во оваа идеја што не можеме да се ослободиме од неа. Јас и ти сега седиме и калкулираме колку проценти ќе бидат ослободени. Да, бројките се смешни. Ако засадиме по 20 дрва во текот на 20 години, колку ќе биде голема емисијата? Тука треба да пресметаме и развојот на зелена енергија, која всушност е далеку од зелена и е безсмислена. И доколку допреме до зелената енергија, тие бараат да се развие зелена енергија, сончева, ветер и се друго. И да се префрлат на водород, да се горуваат помалку газ и така натаму. Сега единствена математика. Многу брзо се приближуваме до сериозна криза, климатска криза. И ова зима ќе видиме колку ќе бидат драстични атмосферските флуктуации и колку ќе биде студено. Ова е предизвикано од голската струја, како и повторно од промените кои се случуваат во горните слоеви на нашата атмосфера и колку брзо се превртува наопако. Мислам, во одредени области може да има ненадеен моментален пад на температурата. По некое време се нормализира, но овие нагли падови може да предизвикаат сериозни катастрофални последици. Во меѓувреме се откажуваме од јагле водородите, што значи тоа. Тоа значи да се извадат термоцентрали кои не може да ги изградите за еден ден ако треба. Ке се откажеме од гасот во корист на некоја соларна работа. Па повторно сонцето не сјае постојано, тоа е прво, и второ, како може да ја складираме таа енергија? Трето, ветровите што може да се појават, фармите на ветер не се сосема прилагодени на нив. И понатаму тие воопшто ќе станат безсмислени и ќе се соочиме со тоа. И дали навистина ќе го погодите вистинското место каде да ги поставите овие? Поентата е поинакво, со силни ветрови едноставно ќе ги направат ветераните, електраните бескорисни, дури и со сите системи за автоматизација и прави. Тоа не е потребно. Оно што сега навистина му е потребно на човештвото се точните јаглеро-водородни топлани и термоцентрали. Се неопходни и без нив ќе биде полошо. И има мали нуклеарки, има компактни единици, научниците веќе ги развиваат, некои луѓе ги користат одамна. Тоа е исто така неопходно, нешто што генерира